Почитувани слушатели, Facebook пријателки и пријатели, ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Бети и Јон Треновски. Како што знаете, ова време е резервирано за разговор со наши гости, а наш денешен гостин е господин Сотир Костов, политички аналитичар, писател, публицист и колумнист, но и поранешен обвинител. Со господинот Костов ќе разговараме за најактуелните теми во изминативе неколку дена, како и за теми кои не засегаат сите нас, без разлика каде и да сме, а една од темите и намерата на ДУИ да го наруши уставниот поредок на Македонија. Токму така, почитувани, со господинот Сотир Костов ќе зборуваме и за можноста на коалицијата Вреди да започне надпревар со ДУИ за тоа кој е поголем албанец, а ќе зборуваме и за можноста од пиење на европско кафе за време на приемот на Македонија во Европската Унија. Ќе зборуваме за духот и словото на Охридскиот рамковен договор, наратив кој го користи коалицијата Европски фронт, предводена од ДУИ, а ќе зборуваме и за досегашната работа на владата. Ќе зборуваме за поднесените кривични пријави против внуците на недопирливиот Ахмети, како и за упадот на полицијата во Академијата на суди и обвинители. Ќе зборуваме и за извештајот на Европската комисија. Ќе зборуваме за скандалозното однесување на новинарката Снежана Лупевска. Се сеќавате, она истата која пред неколку години бараше да им се одземаат државјанствата на македонците од диаспората, а ќе зборуваме и за наративите на СДСМ и цела опозиција, но и нивните апологети. Почитувани, ова се само еден дел од темите за кои во следниве 80 минути ќе разговараме со нашиот ценет гостин, господинот Сотир Костов, кого во овие моменти преку видеолинковско поврзување го покануваме да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал. Господине Костов, ако се слушаме, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро ве најдов, кај вас веројатно е прик вечерина, така. Да се ми живи и здрави. Па се, ние пусти страф имаме од тие звучни сигнали, ама еве денеска изгледа добро ни оди работа. Филип не заврши работа. И така. Не плашете се, безболно се оди. Благодарам, да се живи и здрави, поздрав за вас, за сите, особено за вас двајцата. Инаку да ви кажам, чекалната на Македонски корени е добро и убаво. Ги слушам вашите исправни ставови, судови, слушам убава музика, а морам една критика да си дам, ретко наоѓам време за таква убава музика, па да ви кажам, вие сте ме напојувате со позитивна енергија, зашто едно големо благодарам. Ви благодариме многу на убавите зборови од самиот почеток, кој што сега не ни дадовте ни простор да погрешиме. Добро ви. Да, човечки е да се греши, уопште нема да се секираш. Во животот многу грешев, да ти кажам. Добро ви утро и од мене, господине Костов. Ви благодариме што прифативте нашава покана да бидете заедно со нас и со нашите гледачи и слушатели и низ разговор да се обидеме да го анализираме она што се случува во Македонија на политичка сцена. Се надеваме дека ќе го задржиме вниманието на сите нив. Реков, ви благодариме за тоа што вие малку не исплашивте, рековте дека ќе се оттргнете малку од анализите, меѓутоа да, на крајот на емисијата ќе објавам. Се разочарам. Ништо страшно, нема се секираш. Да биде последно за одреден период. Така, да. Така, само да ве подсетиме дека доколку има прашања од нашите гледачи или слушатели, а не се опфатени во нашата агенда денес, ќе ви ги поставиме на екран нашите слики за кога имате потреба и доколку милвате, можете да одговорите на истите. Секој пат, доколку можам одговорам на секакви прашања, само на безобразни не одговарам. Ама македонците не сме безобразни. Сите наши слушатели и гледачи се примерни. Со исклучок на многу ретки. Па добро, секој пат има исклучоци. Како гледате на она што го заговара ДУИ, односно преземениот чекор за изработка на некаков план за уставни измени и тоа од страна на странски експерти со цел да го озаконат мајскиот договор и по секоја цена ДУИ да биде дел од владата? И дали ова е нарушување на уставниот поредок и вовед кон федерализација на Македонија како прв чекор кон поделба на региони под терк на Белгија и Северна Ирска? Треба ли малку да се пробуди
и разбуди обвинителството за сето ова? Ништо ново од Дуи, тоа е стара приказна. Мора да ви кажам дека не гледам убаво на оваа работа, сум зборувал јас на оваа тема, секој пат кога Дуи ќе се најде во ќош приклештен, секогаш кога Дуи има проблеми, а во последните години има многу проблеми, особено сега од кога е во опозиција не може да се свикне на тоа. 20 години беа баги комотни години, кога тие, да не речем, ги наполниат джеповите, добија некој синивни статус кој го сака, а кој не сум сигурен дали е примерен за нашето општество. И сега малку им е тешко, па ја брануваат македонската и не само македонската, балканската, европската и светската јавност со тие нивни чизми од таван, пушки и така натаму. Не. Тоа време е поминато, да ви кажам. Едноставно што Македонија се е унитарна држава, тоа се е запишено во уставот и затоа реков најостро го осудувам тоа, ама видите, Дуи пати од еден синдром, вака овие години секој пат победува zero sum game, тоа е еден израз и латински и странски, победа по секоја цена. Ама кога цената ќе е преголема за една таква победа, а таа победа беше 2020 година, и не само таа, ама таа беше многу изразена со востоличувањето на институционалната корупција, токму од нив и од СДСМ, нив ги фати еден друг синдром, а тоа е клетва или проклетство на победниците. Што значи тоа? Да, ќе победиш, ама со секој твој ден поминот во фотелјата на власта, ти паѓаш во бездна од причина што таа фотелја не си ја заслужил и од причина што не знаеш да се однесуваш како што треба, а тоа е да покажеш морал, етика и да покажеш интерес кон проблемите на граѓаните, наводно тие што ти избрале, бидејќи заемници со големи фалсификати се одржуваат на власт, и да покажеш интерес кон националните и државните интереси. Дуи тоа не го кажуваше, не го правеше, и затоа на Дуи му се случи тоа што му се случи, што е и нормално да изгубиш на избори. Впрочем, тие никад ни не победиле, ако се земе во предвид дека секој пат победува ВМРО или СДСМ. Ама тие ја измислија, тој наратив го измислија победник во албанскиот кампус, победник во македонскиот. Сега треба ние да се оддалечуваме од таков наратив. Јас сум еден од првите што реков, за мене веќе не постои албански кампус, не постои македонски кампус, тоа го кажав некаде 2019 година. Не ми успева за почеток, ама полека и други луѓе се придржуваат на овој наратив, да имаме единствен победник на изборите, да имаме коалиција која ќе состави повеќе од 61 пратеник и да имаме мандатар на таква коалиција, да имаме премиер и да добиеме власт. А таборите да ги оставиме дека си бидат таму негде во 17, 18 и 19 век, бидејќи и тие кампуси бидејќи не ни носат добро. Лично мислам дека ако продолжи вака Дуи, ќе треба институциите на прогон да се занимаваат со оваа работа, од причина што гледам некој анонимус го ангажирале, што сака да го представат како пишуваш на тој проклетиот Охридски рамковен договор, а всушност тој не е. Ако го гледавте Боцевски, му држа лекција на Дуи, морам да ви кажам, и му држа лекција и покажа со факти, покажувајќи книги како јас што правам, дека тој човек е анонимус и не е пишувачот на Охридскиот договор. Значи и намерите не се убави за Македонија, за на македонската унитарност, македонската суверенитет. Го осудувам по трет пат тоа. Господине Костов, дали владата има доволна политичка стабилност, бидејќи е сочинета од три коалиции, коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО, ДПМН, знам и вреди за да се спротистави на ваквите небулозни барања на Дуи, или ќе попушти обрачот доколку вреди се впушти во надпревар со Дуи да докажува кој е поголем албанец? Дали со тоа би се дестабилизирала владата? Видите, ви кажам, сега за сега, а посакувам така и да остане, додека трај мандатот, да бидам искрен, владата има своја стабилност и тоа доста високо ниво. Сега треба да знаеме, тоа се две коалиции и една политичка партија, значи најголемата коалиција што предводи ВМРО, коалиција за Твоја Македонија, па Влем вреди, коалиција составена од 4 партии и знам за како беше движење за Македонија. Да, за Македонија.
Лично мислам дека сега за сега солидно се снаоѓаат овие нови субјекти, овде кога велам нови мислам на знам и на дел од коалицијата Влен и Вреди, кои да бидеме искрени за прв пат се наоѓаат на власт. Знаме нова партија, а и ваму има нови субјекти во Влен на меѓути партијата. Оние другите биле присутни дали во власт, дали во опозиција, ама како и да е коалиција се нови, и лично мислам дека за почеток во практикувањето на власта солидно се снаоѓаат. Се приметуваат одредени искрици помеѓу знам и Влен, еве јас сум прв што ќе го каже тоа, ама тие искри се добри, да ви кажам. Јас тоа го наоѓам, го перцепирам како еден коректив од страна на знам, да Влен не навлегува во спиралата на лошите намери од страна на ДУИ кон Влен и кон коалицијата. И лично мислам да сега тоа се на едно престојно ниво. Инаку, таму локомотивата е ВМРО ДПМН, премиерот Мицкоски, коалицијата таму од колку 20 и кусот партии, и лично мислам дека сега за сега работите одат добро, ама знаете како? Ние сме општество неспремно за промени, ние сме општество кој се плаши од промени и гледам сега од многу отровни стрели кон промените што сака да ги направи ова новата власт, неспремност психолошки да го расчистиме тоа прво во главата, а потоа и социолошки во областите да навлеземе, ама како и да е, ќе се присетиме малку на уроците и лекциите од Ганди и од сите големи луѓе што внеле големи промени во нивните општества и држави, ќе прифатиме бидејќи тоа е за добровит на македонскиот народ и за сите граѓани што живеат во Република Македонија. Така сега за сега не се плашам јас за таа сигурност, бидејќи мислам дека не е нарушена, ама знаете како? Она што не може да те уништи само ќе те ојача. Значи сите овие удари бочно што ги добива ова власт и ова коалиција, сега за сега се неуспешни, бидејќи се неосновани. Во текот на разговорот мислам дека и ќе го објаснам ова зашто се неосновани. Како и да е, сега за сега е добро. Која е причината на ДУИ да посегнува по вакви поделби? Епа, која е причината? Власта е сладка, Бети. Значи, не се на власт. Они не можат да сватат дека демократијата е надпревар. Слободен, фер и има своји принципи запишани во европските документи на западноевропските земји, на Европската унија, каде што целиме, нели? И едноставно треба да се сите да ги прифатиме прво и да ги спроведуваме. Сега они изгледа ги прифаќаат декларативно го беа на власт. И сега го се на опозиција и почнуваат да ни дават некакви извитоперени толкувања на Охридскиот рамковен договор, ни го спомнуваат тој мајски договор кој за мене не постои, ни дават лошо толкување на уставот и така натаму. Едноставно тешко е кога ќе паднеш од коњ, неле, или зглоб ќе повредиш, или половината ќе ја измислиш, не дај Боже, рака ќе скршиш, ова е метафора. Тие паднаа после 22 години од власт. Нека се сетат 17-та година како достоинствено тоа ВМРО ДПМН го одживеа, го преживеа и се врати како феникс. Прогонуван, затваран, етикетиран, прогласуван за непријател на народот и она. Па тој народ сега му даде невиден легитимитет. Нека учат малку од своите противници кои во блиското минуто па и не им беа противници. Така да, тоа е тој страв. Вети, страв дека во опозиција нема да ти е комотно, што и факт е нема да ти е комотно, страв дека во опозиција нема да се осеќаш убаво, впрочем, ако мене ме прашате со моето 30 годишно искуство на аналитичар, ќе ви кажам дека многу подобро се зрее во опозиција отколку на власт. Имаш една дистанца, ја обсервираш власта, ги гледаш сите добри работи, ги гледаш сите негативности, ги критикуваш и ако таа критика е конструктивна, ти само можеш да се дигаш и да растиш и да имаш раст. Тие тоа не го прават, ама ајде ќе научите. Така убаво рековте, многу се учи, меѓутоа тоа е добро за оние кои сакат да учат. Така е, и ти си во право. Да учи. И ти си во право. ДУИ, но и оние другите од таа коалиција Европски фронт, многу често, скоро на секој настап во дебатните емисии и на нивните состаноци зборуваат за духот
и словото на Охридскиот рамковен договор. Зошто и после повеќе од 2 децении зборуваат за тоа, кога веќе Охридскиот договор е преточен во македонскиот устав и поважно од тоа, има ли право ДУИ да зборува за рамковниот договор кога во 2001 не постоеше како политичка партија ДУИ? Па, многу убаво си приметил. Се обидов ја на една телевизија, ама таму рамката на емисијата не е баш таква, ова само вистина, најгледаната емисија, и не добив простор да го објаснам тоа, но секија книгата Научно толкување на Уставот на Република Македонија од Шкарич, да бидам искрен, може би најубавата книга напишана за уставното право во Република Македонија, ама и компаративно во Европа и во светот, иако познато е дека јас со некои однесувања на Шкарич не се согласувам, ама као експерт изворено добро го ценам, и им покажав и на моите соговорници, и на македонската јавност, дека рамковниот договор е потпишан од 4 субјекта, 2 македонски, 2 албански политички партии и од 2 супервајзори САД и Европска унија Леотар, Пердју на САД. Тогаш таму го нема ДУИ. Јас и од учесниците знам дека од време на време бил на линија Али Ахмети со маскирното воено дело од тетовските ридови се мешал, ама едноставно тој не е учесник во рамковниот договор. Што ќе рече? Не може тој да го толкува автентично, прво не е стручен. Второ не е учесник, не знае под кои услови како е создаден тој договор, и едноставно не може он да ни кажува за духот на договорот, кога тој воопшто ако има дух, и јас согласувам со тебе дека не постои духот и начелото на договорот, од причина што се што беше намера од тој договор е преточено преку уставни амандмани во уставот. И сега тој за мене веќе историски договор. Треба да биде адаптиран и е адаптиран. Кој го копа тој договор? ДУИ. Ги нарушува 5 основни принципи напред, така да кажам, еден вид во преамбулата на тој. Иако договор нема преамбула, ама еве, метафорично ќе се изразам, во преамбулата каде што убаво точно е кажано. Ништо насила не сме да се прави, се со консензус, што е во врска со договор, дека не сме ништо се преземе, што значи начнување, уништување на унитарноста на државата, независноста, и не смеат да се дират основните демократски права, слободи на луѓето и така натаму. Па извинете, ама ДУИ и Али Ахмети токму тоа го прават. Тие кажуваат подобри албанци, полоши албанци, легитимно избрани албанци, нелегитимно избрани албанци, а да ви кажам, они не го знаат правото значење на поимот легитимус, легитимно, од причина што го мешаат со легално некој пат и едноставно си го извитоперуваат. Како и да е, лично мислам дека Охридскиот договор треба да се спие тамо во фасциклата каде што е адакта, тој е реален, па сетете себе Бети и он како се фалија на власт дека 95% го реализирале од Охридскиот договор. Сега оп 2 месеца неполни се во опозиција, не бил реализиран духот и начелото на Охридскиот договор, било нарушено, не знам што. Не, апсолутно тоа не е точно, тоа е реторика и наратив кој треба да ги осудиме, да ги отфрлиме, да не дозволиме да се шири, бидејќи знаеме дека тоа е заразно, ама лично мислам, не знам дали приметувате, тоа што му го посакуваа на ВМРО ДПМН и на Христијан Мицкоски, дека биле изолирани домашно и меѓународно, ним им се случува. И моде дипломати европски и светски во мала речица ги опоменува и пред изборите, ако се сеќавате, и меѓу изборите, а и сега по изборите. Очигледно тие имаат други намери, очигледно тие сакат нешто да прават што не е желба на мнозинството во Македонија, ама тука сме живи и здрави сме, па да видиме, ајде, ама не посакувам, морам да им кажам дека 2001 година е многу далеку и назад и треба да си остане таму. Немој да помислат нешто слично да прават, од причина што овој пат нема така да поминат. Да изгубат војното поле, а на зелената маса да добијат. На тоа мислам. Потребивте алатка некоја која што му се врати на ДУИ. Не знам, сигурно знаете, овде абориџините имаат една алатка за лов, бумеранг, да. се враќаат назад. Сум го зборел ја тоа кај вас, какви бумерензи они си направија ова минатата власт, ама тоа е тоа.
Пред некој ден од Државната комисија за спречување на корупција ДКСК дознавме дека ќе поднесат кривична пријава против поранешниот министер во Министерството за внатрешни работи Назим Буши, кој спротивно на изборниот законник доделил 189 решенија за унапредување, од кои 98 за хоризонтално, 68 за унапредување за повисоки плати, кои пак имале финансиски импликации врз буџетот на Министерството. Како гледате на ова? Каде беше СДСМ да го спречи ваквото однесување, а од друга страна како мисли дуи да оди во ЕУ со ваквото однесување? Не гледам на ова добро, не сакам да гледам, го отфрлам, не го прифаќам, го осудувам. Ама ова требаше, ова што ја го правам да го направи тој премиерот или поточно техничкиот премиер, како му беше име, Талат Џафери. Тоа е направено во моментот кога овој Буши Муши, еден краток период, беше министер, бидејќи министрите си дадоа оставка кога завршија изборите. Па гледајте каква им е свеста. Штанцање на решенија за парички, штанцање на решение за зафаќање на освојување на територија во хиерархијата на Министерството за внатрешни работи. Ништо, ајде да ги видиме институциите, ајде да го видиме обвинителството, ајде да ги видиме судовите, нека се ова процесуира, бидејќи тоа е злоупотреба на службената должност, искористена за тие луфта 20 дена. Ете, такви се министрите, ајде не сите, ама во добар дел на бившата дуи од власт. Така. Како ќе ги прокоментирате дежурните мегафони, но и опозицијата составена од СДСМ, Левица и Европскиот фронт, предводена од ДУИ, кои во последниве неколку недели, особено откако премиерот Мицкоски ја состави новата влада, ја вергла тезата дека владата на Македонија ја водел државата во погрешна насока и без дна? Јон, види вака сега. Мицкоски и ДУИ ги критикува уште ко победија. Не, ама не седнати у власт, уште од тој ден, ја правам една анализа, денеска не е готова, не можам да исцело да ја кажам, оној ден нешто некој збор кажав таму во еден друг медиум, значи, разочаран сум комплетно од однесувањето на еден дел аналитичари, професори, универзитетски, дипломати, поранешни, па и сегашни, и новинари. Така вешто ја спенуваат состојбата моментална во Република Македонија, така оној голем легитимитет и суверенитет од народот пренесен на оваа власт, да не ги кажувам бројките, и за ВМРО, и за председателката Силјановска, успеваат сето тоа да го, тоест се обидуваат да го поништат и да кажат уште од стартот првиот ден дека ова власт не чини, дека ова власт нема капацитет, дека ова власт не води во погрешна насока, а впрочем не беше почната да не води. Па ајде стана мандатар Мицкоски, па ајде Мицкоски, па пак го критикува. И сега од кога пред веќе, мислам 20 дена имаме нова влада, конечно може да зборуваме, ама видите да ви кажам. Мислам за работењето на владата. Јас сум стара школа. Ама таа школа стара не е за фрлање. Значи, да некого ти критикуваш, треба да му даеш прво простор и време да работи, да се обиди нешто да сработи, па да видиме има или нема резултати. Основен период на микро време е квартал, 4 месеца. Не случајно е дадена она од англиската политичка сцена 100 дена простор, да нема критикување, да ги оставиме да работи, така натаму, кога ќе видиш 100 дена се нешто повеќе од 3 месеца, и еви ти го овој квартал за кој јас зборувам. Тоа не значи дека за тоа време власта треба да прави било што. Ама како бе ние ќе ја критикуваме кога не почнала да работи? Се ја зборувам до правењето на владата, а еве сега пред некој ден ги избраи замениците министри. Значи, владата се уште се комплетира. Преку ноќ да ги сменат сите како тие што направија 17-та. Мене главата ми ја скина првиот ден кога дојде таа власт на власт и ја утрото разбрав дека сум сменет од тоаш таму кај што работам во зукопловство, а немаа право да ме менуват. Не може ја тие мене да ме сменат. Сега пример ви давам. Оваа власт ја гледам оди чекор по чекор.
значи покажува доблест, па да не речам и етика, оди етапно, прв ешелон, втор, трет, четврти, така натаму. Сега, кого ти ќе критикуваш кога не почнал суштински големи дела да работи, иако да бидам искрен. Уште првиот ден премиерот Мицкоски ја обздане она, дали беа 400, дали беа 500 милиони, трите општини, ветерниците во енергетскиот систем. Што сакаме поголема инвестиција од тоа за почеток. Таа фамозна милиарда постана 500 милиона. Не објавија каква ќе биде, што ќе биде, ги искритикуваа, а еве видовме, мала камата, солиден грејс период кој не постои досега, не познате грејс период на 3 години и солиден години на отплаќање 12, вкупно 15. Ја вака вела. Ја не сум експерт во економијата и финансиите, ама нека излезе експертот за финанси и економија, нека каже кој меѓународен субјект ќе даде подобар кредит, ние тогаш му речеме на премиерот Мицкоски и на ова власт речеме, ве молиме, не го примајте тој кредит, еве има подобар. Нема таков подобар. Сега цветаат банките и меѓународните финансиски институции. Тие дават неповолни кредити, наместо да го поздравиме фактот дека од, пазете, европска земја, Европска унија е тоа, да не забораваме. Они не замајаваат Орбан, не, тачно едно од поголемите европски земји во Европската унија. Ни дава кредит, што треба да веруваме дека има добри намери, а не кои се намерите на Орбан. А што да ја окупира Македонија, да ја заведе Македонија преку Србија? Ама не, ви се молам, сега малку да се насмееме. Така да, првите активности покажуваат дека ова власт ќе биде мобилна и динамична. Сигурно ќе греши, тук-таму дека ќе греши. Ама дека прави нова парадигма, на нов начин, прво преструктурирање на институциите, и тоа го напаѓа. Чекате бе луѓе да видиме ова спојка, бидејќи е предуслов за реформата што следува во администрацијата. Реформата е веќе започната. Објави премиерот промени во судскиот систем, јок не бива. Тие што се погодени, тие што требаше да си дадат морални оставки, и не само морални и професионални оставки, рипаат и кажуваат, нема распуштање на судскиот совет, нема распуштање на советот на јавни обвинители. Па видите ли што не се случи сега со академијата пред некој ден? Па оттаму тие ги лиферуваат нивните керки, нивните деца, зетовци и снаи, да ви кажам. Значи, лично мислам дека власта добро почнува да работи, тука сме ние да и даваме корективи да не греши, бидејќи не треба да ја глорифицираме, и едноставно да ги оставиме барем првиот квартал да го одработат и да почнеме после да пукаме по нив. Каде сгрешиле, да ги искритикуваме, каде покажале добри, солидни, екстра добри резултати, да ги пофалиме. Мојот став е таков, да ви кажам. Так. Господине Костов, како гледате на изјавите на Христијан Мицкоски, кој од позиција на премиер го повторува ставот уставни измени под диктат и уцени нема да прифати? Ќе успее ли премиерот Мицкоски заедно со неговата влада, се разбира, да издействува подобра позиција на Македонија за прием во Европската унија, ако треба и со пиење на европско кафе, без при тоа да биде понижен македонскиот народ и македонските граѓани, но и да ни го врати достоинството кое ни го продаде претходната влада на Заев и Ковачевски. Ја само кратко би рекол, да, браво за Мицкоски, конечно ни го исправи рабетот, веќе не клечиме, не молиме, и не знам дали сте приметиле, тој многу ја боричка јавноста кај нашите соседи во Грција и во Бугарија. Му се фалеа, абе дојде тој самит од 75 години НАТО, а реко глушиња ги снема. Так. Особено Мицотаки се многу фалеше. Ке видиш што ќе се случи, ке видиш што ќе ти кажам. Од кога Мицкоски објави дека има детелна анализа кој колку спровел за таа пуста пресванска спогодба, Мицотаки го снема. Кога се врати, или на крајот, кога дава крајни изјави, ама секој посебно, не во рамките на самитот 75 години НАТО, ние имаме тајно оружје. Познати сте вие, вие сте милитантна држава, колку хунти кај нив беа на власт. Они имале оружје. Нема тајно оружје. Излези на маса да договараме, да те видиме кој си ти. Така да, браво за Мицкоски, да ви кажам, браво.
едноставно он, ма кој беше зборот, сетете се, гордост, посебно твоја Македонија, повторно твоја Македонија и така натаму. И он сега не надеж на народот му дава, он едноставно желбата, намерата на народот ја спроведува. Факт е дека ќе му биде тешко, факт е дека ќе има многу противници, еве ги дома петоколонашите, шестоколонашите, прави се активираа преку фондацијата на Заев. Заев и Филипче отиде од Атина, направија што направија со немици, со грците таму и почна лавината и разни големи новинари, да не ги споменувам, мори ќе ги споменувам по име, почнаа да вртат ситуацијата и да загадуваат јавната сцена. Одлучно не кажувам на тоа, ќе се спротивставиме, полека се организираме, ја привршуваме анализата и ќе објавиме од кои све странски центри се финансирани 3 до 4 групации во Македонија, кои ја превертираат состојбата постизборна, која е голема победа на македонскиот народ. Многу скоро тоа ќе биде објавено. Се надам дека и тука ќе го објавите кај нас. Па можам вам меѓу првите да ви го дадам, па вие да го користите. Да. Тоа сте го заслужили веќе. Ви благодариме. Господине Костов, премиерот Христијан Мицкоски пред неколку дена на една национална телевизија говореше на неколку теми. Ние одвоивме една од тие теми која ни го задржа вниманието. Се работи за позајмените 500 милиони евра од унгарската влада, кој премиерот Мицкоски успеа да ги позајми. Пред да го слушнеме вашето видување, би сакале да пуштиме дел од таа расправа на премиерот Мицкоски и на водителката Снежана Лупевска. Да. Јас со нејзе имав малку и полемика пред неколку години, кога побара да ни се одземаат државјанствата на нас македонците во диаспората, меѓутоа тоа е веќе друга приказна. Ево да слушнеме, да пуштиме за нашите слушатели и гледачи за што се работи. Сега јас сум виновен затоа што сум донел ефтини пари. Не, само ме интересира, нели како велиме, да го следиме патот на парите. Сега ние се трудиме од внатре што е можно повеќе да ја отежниме, да ја испровоцираме зошто била ефтина и сега зошто била ефтина таа подршка. Не велам подршка. зошто ефтина и лоша ефтина. Орбан како може нели на пријателска Македонија да даде со повластена камата кога тој самиот ги плаќа со поскапа камата. Ние треба да му дадеме орден. Да го прогласиме за херој што ни помага. Сме заштедиле 100 и кусур милиони евра и сега наместо ние да речеме алал да му е, ние велиме од каде му се сега. Новинарите сме скептични, зашто сте скептични дека заштедиме како влада 100 и кусур милиони? Ние заштедуваме 100 и кусур милиони евра само по основ на камати. Да не зборувам што сега ќе ни дојде оврзница на 25 јануари. 500 милиона земена од 2018 година, сега ќе ни дојде. Со 2,87 беше каматата тогаш. Сега да излеземе на пазарот. Сега со поголема камата ќе ја платиме со 3,25. Колку? Да, сега со ја враќаме со поскапата камата од 2,87. Видете, некоректно е ова. Не, добро, еве, само ви кажувам. Дека ајде да излеземе сега на пазарот и да побараме со колкава камата ќе земеме оврзница за да ја вратиме старата оврзница. Најголемата ќе биде што сме ја земеле 2027 што ќе доспее со 6,9%. Не, ама чекате. Земена што беше во 2023 година. Не, извинете, не. Сега ова не е коректен пристап. Не, јас сакам да ви кажам дека не можеме така розево се да гледаме. Ама немојте ве молам, ако ми дозволите сега 2 секунди. Ке доспее ли оврзницата 25 јануари? Ке доспее. Треба ли таа да ја вратиме? Треба да ја вратиме. Како ќе ја вратиме? Ако издадеме нова врзница. Ако издадеме нова врзница, знаете ли кои се пазарните услови во моментот? Ете, последната е ви ја прочитав со која камата. Факт е дека се големи каматите. Тоа беше проблем и во последното зимање. Не големи, Жане, да дозволите ми да ви кажам во моментот. Сепак не можеме да се радуваме толку на сето ова. Сепак кајде да ќе одиме понатаму. Јас се радувам, вие немојте се радувате. Јас се радувам затоа што нема да платам 7% камата, туку ќе платам како држава 3,25 и ќе заштедам 120 милиона и се радувам. А вие не се радувате. Немавте ли забелешки од евроамбасадорите за пријателството со Орбан? Тоа е наша внатрешна работа на држава, зошто би имал забелешки? Не разбирам, човекот е премиер на држава, членка на Европската унија, кој што председава со истата таа. Повелете, господине Костов, што имате да кажете за позајмените пари и зошто Снежана Лупевска упорно се закотви во 2020, а сега сме 2024, а до година ќе биде 2025 година. Со која цел е ваквото однесување на Луповска,
А вакви како неа има и многу други низ Македонија. Право вака. Значи нешто, без да знам дека ќе го имам ова прашање, нешто одговорив, па нешто кажав дека не сум експерт во финансија и економија, ама едно да ти кажам сега. Немој да се секирате, Лупевска не може да ми изјебе пасошите вам. Второ, такви како Лупевска се тие што се дел од нашата анализа, да ви кажам, и она сама го кажува патот како нив да ги анализираме. Му вели на премиерот, следете го патот на парите. Епа и он да ти кажам нешто. Ајде малку неа и неизините пајташи да ги анализираме и да ги следиме парите што ги добиваат од странство. Знаете ли дека еден вид новинарски рекетари се они, да ви кажам? Да, убаво, гестикулацијата ти е сосема убава. Значи, одат, го виткат рбетот пред Европска Унија, се представуваат, а пази, они се новинари. Они треба да имат чест и да ни дават вест, сега ќе ви кажам, да ни дават информација. Не! Они се големи аналитичари, они се големи експерти, ова се тоа е во наводници, и они велат. Знаете што? Ние ги познаваме составите ваму. Дајте го овој грант ваму на оваа институција, ја ќе го водам проектот, ќе видите ќе постигнеме успеси, а тоа е јас ќе си ги земам паричките. Таквите ги анализираме, да ти кажам. Со туги пари работат за туги интереси против интересите на граѓаните на Република Македонија, при тоа ги полнат своите джебови, а без основа напаѓаат премиери и се останато. Дали виде како се сплетка, кога и врати одлучно премиерот и кога почна тамо во тоа што го напишала или го напишале. Ке бидам многу остар, има причина зашто да сум остар кон неа. Не знам дека е толку Не, сега ви кажам. Се збрка и кога и кажа дека ова е најповолен кредит, почна како киша околу крагот. Повторно застануваше на сама толкав бил. Значи немој да се изненадуваш ти од Лупевска, апсолутно немој да се изненадуваш. Не е она осамена, за жал, не е осамена, ама јас сега ќе ги подсетам. Ги уловивме кога Боки ги купи и кога станаа рекетари со Македонски инсайдер, го скрнавија тој израз, поземен од Белград, го скрнавија, и тога се спасија. Овој пат јавноста ќе биде многу поригорозна кон таквите, кажи, речи, експерти и аналитичари, намерно не велам новинари, бидејќи се повеќе излегуваат од кожурецот на новинар и се представуваат во други улоги, и едноставно ќе им кажеме кој им е местото. Да не ја замајуват македонската јавност. Да, нека ја критикуват власта, впрочем и он. Власта постои да ја критикуваш. Ама ти да кажуваш кој бил Орбан и Маđarска, чекај бе, Унгарија, абе таа е член на Европска Унија. Како што овде делат добри македонски лоши македонци, добри албанци лоши албанци, они таму ги делат вакви, онакви и трети членови на Европска Унија. Се додека се членови на Европска Унија, тие се членови на Европска Унија. Значи, они ќе ти најдат 5000 причини за да ти измислат нешто, само и само за да срушат ова власт, бидејќи, сега ти кажам, со нивниот јазик да си изразам, ова власт не требаше да дојде на власт. Знаете зашто? Затоа што е македонска. Затоа што е народна, затоа што има многу голем легитимитет, да не речам апсолутно народен легитимитет. Сега они се јавачите на апокалипсата, они се петата колона, они се шестата колона, тоа многу убаво еден стар искусен, не стар новинар, го објави на страниците на Нова Македонија, ни ги отвори очите на еден начин, па еве една група работиме, за да видиме од каде доаѓаат парите на Центарот независен, сите што гравитираат околу независен поранешен вестник, а сега портал, од валкани грчки пари на тајната воена служба. Од каде доаѓаат парите на Трибуна и се што е околу Трибуна во Македонија, тоа е еден портал, сигурно го знаете, од валкани бугарски пари преку тајни дипломатски канали. Од каде доаѓаат парите на слободните медиуми, употребувам вака послободно,
они да се научени да даваат и така натаму од непроверени српско-грчки мафијашки пари. А за македонските портали, за македонските медиуми, за Нова Македонија нема пари, за телевизиите нема пари, и сега што правиме, тие ќе ни создават јавно мислење. Тие ќе ни креираат јавно мислење. Не, им кажавме одлучно не, и еве да ви кажам и објавуваме војна со единствена муниција свеста, употребата на рациото, добри позитивни мисли, добро напишан збор и добро изговорен збор во интерес, тука завршувам, на националните и државните интереси. Да, овие се финансирани од македонски пари, ја ќе молчев. Бидејќи се од странски пари, од бели, како беа, бели дворови, како поезија ни правеше прекрасна Коста Рацин. Не може веќе така. Не може. На преден план ќе оде македонецот и Македонија. И нашите интереси. Малку проширив работа, ама ме фати мене, и повеќе ми рече, ќе ви ги зимала пасошите, ај мајката, нит ви ги дала, нит ќе ви ги земе. Во четврток од вечерта полицијата упадна во Академијата за суди и јавни обвинители, од каде одзеде електронски податоци од компјутерски системи, мобилни телефони и досиеа од веќе избрани суди и обвинители. Имате ли некакви поподробни информации околу овој случај? За кои или кои предмети всушност станува збор? Тоа искрено немам, ама знам дека одамна е посочена таа институција како квалифирување на фалсификувани штанцани суди и обвинители од врхушката правосудна и обвинителска, впрочем има и неколку предмети, впрочем и проблемите што се дел од проблемите во судскиот совет и во советот на обвинители е врзани со оваа институција. И не заборавете, две работи сега ќе ви кажам. Првата и светата работа. Оваа институција не го заслужува името. Знаете ли како се вика? Павел Шатев. А да не ви кажувам кој е Павел Шатев. Значи, оваа институција е срам за името Павел Шатев и треба да се исчисти од такви кадри, од такви действија и од такви фалсификати. Второ, што мислете? Сега малку проработува кај мене оно истражителското од пред 30 години или од пред 15 години од воздухопловството. Дали случајно оваа директорката пред недела дена даде оставка? Не, таа требаше да даде пред година дена, пред 2 години оставка. Сега отко некој, предпоставувам, до тука стојам зад моите изјави, сега е на моја мала предпоставка на една индиција што ја добив, некој дошепнал дека е готово со нејзината групировка и таа прва си дава, знаете, кој први ги напуштаат брдовите што тонат. И таа си даде оставка. Не, ќе биде таа обсервирана од органите на прогон и ќе видиме, се предпоставува дека меѓу 150 и 200 обвинители и судии на нечесен начин, млади, значи учесници таму, тоа се вика студенти, иако се дипломирани, треба да добијат сертификат за да бидат судии и обвинители, поминале на нечесен начин. И затоа, преку анализа на телефонот на овој врховниот судија Наче од Струмца, се дојдени до тие конекции, фреквенција на разговор, пораки и така натаму, упаднато е во академијата, одземани се што се одземани работи, лаптопи, компјутери и не знам што се и телефони, и ќе се тоа анализира и ќе се виде. И сега да бидеме искрени и да бидеме коректни и фер. Презумција на невиност. Се додека не се докаже што е, како е, остануваме на индиции, ама во вакви случаи искуството ме учи дека индициите прераснуваат во основи за сомневање, па во основано сомневање, па во обвинителен акт, па пресуда. Па да видиме како ќе биде пресудата. Така. Какви последици може да имаат злоупотребите во Академијата за суди и јавни обвинители? Големи последици и веќе ги чувствуваме последиците. Еве ќе ви кажам. Таткото врховен судија е во притвор. Мајката, сопругата негова е обвинителка во Штип. Синот нивни веќе помина за судија во Скопје, а знаете ли како помина? Дента кога Наче требаше да го бира за член на судски совет, тој си направи дил, си даде оставка, бидејќи не може да гласа, ама син му да биде избран. Пазете,
Сакам да ви кажам дека 4 сини имам, една керка, ни еден не е вработен на државна фирма, што ја не сакам. Сите се во приватни. Еден беше, му дадоа отказ и молим лепо, на нула сме сега. И видите како си ги пикаат децата. И јас сум правник, и јас сакам можеби моите деца да бидат ово или она. Не, сите во приватни фирми работат. Значи, дајте малку достоинство, дајте малку чест. Не може како, ајде, не прости ми Боже, преплетени свински црева, фамилии, а пазите, тоа е заразата што ни ја фрли и се фатија на улицата Заев. Тоа е од фамилијата Заев доаѓа. Они ги устоличија струмичаните, па прво го освоија Штип, основно и висше обвинителство, особен основниот суд и апелацијата, и од таму се дојдени најнечесните, не сите, да бидам искрен и чесен, најнечесните кадри во судството кои сега се под прогон. Едни се членови на судски совет, има табу и неморални со афери, други се врховни суди, а трети уште си раководат од Штип и ја ја кажувам, ајде бе полицајци да ве видиме, отидете малку у Штип да видите кој каков обвинител е, кој каков судија е. Ке видите по таму какви крокодили ке излизат. Ова го кажав за Академијата и за судски совет пред 3 години, еве дојде дека сум бил во право. Па ајде да видиме овој пат дали сум во право. Така да, тие се лоши работи, штетата од нив е многу голема, ние веќе имаме реферирано суди и обвинители на разни нивоа и тешко нам како тие ќе обвинуваат, прво истражуваат, обвинуваат, па судат и пресудуваат. Изненадени ли сте од она што се случувало во оваа институција која треба да ги гради темелите на независен судски систем? Не сум изненаден, бидејќи имав информации, да бидам искрен, бидејќи тоа е таму каде што во младоста ми беше душата и срцето, каде што работев, ама излегов ко видов што и како е, и едноставно, јас секој пат сум чувствителен кон ова област правосудството, ја и кога го критикувам, ја му правам добро. И морам да додадам, има прекрасни обвинители, маргинализирани се, има многу добри судии, потргнати се настрана. Значи, немој да мислите дека Сотир ги напаѓа сите од прилика 500 судии и 200-300 обвинители. Ни случајно. Ама овие што сега се актуелни, позитивни, значи на власт, и акутни би рекол, за нив не давам пет пари и за нив велам што поскоро да си отидат од правосудството. Значи, не сум изненаден, бидејќи имав информации и во моите настапи јас ги критикував. Пред неколку дена во јавноста излезе информацијата дека е поднесена кривична пријава против браќата Дрин и Бесијан Ахмети, внуците на Али Ахмети, за проневера на концесии и оштетување на државниот буџет. Како гледате на одлуката да се покрене кривично дело против внуците на недопирливиот Ахмети? Дали започнува да се руши митот на неказнивоста кај високите функционери? И второ, какви се вашите очекувања од крајниот резултат на оваа постапка, се разбира, ако го доживее крајот? Ајде да кажем, не гледам добро, ама ја имам посебен став кон ова. Јас ја вака би ви рекол, дали сте на момент помислиле што све им направи Али Ахмети на своите внуци? Сакајки преку леп погача да им даде, сакајки плюкни залепи, буцни прачка пи вино да направи, едниот преку економија во дипломатија па прв секретар во Брисел, другиот најспособен бизнисмен на Балканските штати и малку пошироко и во Америка, и си добива 3,5 милиона, 5 милиона му праќаат од Америка и она. Никад на моите деца и моите два внука такво нешто нема да им правам додека сум жив. Не, нека се мачат, нека се учат, нека заработуваат. Значи, што сакам да ви кажам ова? Нека ги процесуираат, сепак се тоа млади деца, ја внимавам за кого што зборувам, се што сгрешиле и сакале да добијат вон процесите, вон постапките, во дипломатијата, во економијата, спротивно на подзаконските акти, на законите, да не речам и на уставот, треба да бидат спремни сега да се соочат со реалноста и да ја прифатат казната, опомената или било што. Ама мене ми е, рациото ми вели не,
фокусот треба на Али Ахмети да биде, бидејќи тој е стратегот. Тој ги распоредуваше шаховските фигури. Па видите како сега, денес си секретар во амбасада, а утре си повратник во Скопје. Ако законски не си напредувал. Ете, тоа е мојата обсервација. Во вторникот вечерта, пратениците во Македонското собрание со 76 гласа за ги избраа замениците министри. Како гледате на овие предложени, а сега веќе избрани заменици министри, и како ќе ги прокоментирате критиките на опозицијата за ваквиот избор? Да бидам искрен, многу малку ги познавам. Нови фаци за мене се, Сем Жоро, новинар Жоро, и за него ќе бидам субјективен, нема да зборам за него. Заменик министер за надворешна политика, Жоро, Димитро Зоран. Од на Павле Кутиева. Така. Другите не ги знам, ама е добро. Значи некои нови фаци, нови личности се. Па ајде да даеме на новите да се докажат у вториот таму. Не третиот, тоа сепак е вториот ешелон. Значи, искрен сум, верувајте ми, не ги познавам, со исклучок на еден, и им посакувам се најдобро. Нека гледат како работеа нивните претходници и нека бидат спротивното. Значи, ја као брендолог им речам, make a difference, направете разлика. Фокусирајте се на законското и на уставното, фрлете го нечестното, фрлете ја корупцијата зад вас, сгазете ја со вашите пети и кондури, чевли, ќе бидете за почеток добри заменици министри. Не ги познавам и ви се извинувам, не можам да ги анализирам. А Жоро не го организирам, и ќе бидам субјективен. Бесплатна порака. Не ве чув. Се извинувам. Одлична бесплатна порака и совет до новите заменици. Ако мислите вие така, благодарам. Како ќе ги прокоментирате критиките на опозицијата за ваквиот избор? Па види, опозицијата бети постои за да критикува. И ја тука ништо лошо не гледам, верувајте ми. Се тие критики во најголема мера се неосновани, ама ја ќе ви давам една дефиниција за моменталната македонска опозиција, може малку ќе се изненадите, малку ќе се насмеете. Трослојна е таа. Ја имаме ДУИ, СДС, Левица. Сега, ќе почнам ајде од Левица. За мене Левица е вистинска опозиција. Критикува, мава, удара, ама е безобразна. Значи, ги критикувам денеска, да се го поправат во вокабуларот, нека бидат вистински професори, вистински студенти, бидејќи таму се неле професори, студенти, вистински младинци, и нека бидат малку културни, нека покажат малку домашно воспитување. СДСМ е изгубена во просторот и времето. Не знам што да кажам за нив. Ги немаше на конституирање собрание, одмолчија, она, значи, они се некако ми стојат молчеливци. А ДУИ ја нареков екскапистичка опозиција, опозиција во бегство. Таа избега, таа на 2-3 пати излегува од собранието и бега. Значи, тоа е екскапизам, тоа е бегство од прашањето, од проблемите, од реалноста. Значи, ние моментално имаме многу слаба опозиција и од тие 3 сегменти, како така, као некаква опозиција, ја признавам само Левица, ви кажам. Сега, тоа е моје мислење, не мора да е точно. Некој ќе ми рече, поради тоа што имам симпатии кон нив или она, не, се трудам да сум реален. Се трудам да сум реален. Сигурно сте реални. Каму најдобра опозиција, и он треба да е СДСМ. Да не забораваме се, македонска партија. Од политички аспект, ние од искуство велиме дека Левица се уште не е дорасната, меѓутоа ги користи младите кои што и тие не се уходани, се креваат на она што ќе го направат и што и направи. Мислам дека Македонија или собранието во Македонија е филмски театар. И да знаеш. Иначе има знаење. Не велам дека нема знаење. Тука си негде. Во право си. Така да моето мислење е трослојно за опозицијата, ама ако види сега 4 години солиден период, ќе научат, не секи, ќе научат. Ја верувам во нив. Не смеам да сум против нив. Ја ги поддржувам да се организира. Левица како Левица, против не нивните делувања. Знам, ја и ти сме се разбрали за Левица, знам. Да не разбрат, Левица ali стално не пишува зашто не ги увикнете Пасиев. Ние имаме речено, јас не викам, со Бети не викаме никој во програмата, кој што ни ја турнал куќата еднаш, а сега да ни ја гради. Немам доверба, нека направи една куќа, да видиме дека ја направил, после ќе го каниме.
Абе ти кажам нешто, ќе речеш, Сотире, па ти не си у реду. Тој е едини лидер со кого не можам да стапам у контакт, а ваму неле до избори ги фалем, бидејќи имав причини. Третата партија македонска, ама знам им го зеде местото. Значи, браво за знам. Ама, еве, не те мамам. Значи, јас со него не можам да стапам во контакт. Со оние деца околу него сум во контакт, сум бил на емисии, сум ги поддржувал и така натаму. Јас со овој лидер не можам да стапам во контакт. Можда треба да му платите за да дојде да дискутираат со вас. Да, се малку. Окей. Од СДСМ, без око да им трепне и после се оно што ги снајде на парламентарните избори, а како резултат на казната од народот за велепредавствата кои ги направија на Македонија, македонскиот народ и македонските граѓани, како папагали, повторуваат дека промената на името и тргувањето со македонскиот национален идентитет, како и брешењето на основските постулати, бил храбар чекор. Како гледате на сето тоа и каква порака би спратиле на пратениците и на врхушката од СДСМ, но и на нивните коалициони партнери, како и на сите оние кои ја поддржуваат таквата политика? Па еднаш за секогаш да научат лекцијата. Јон, Бети, не ја научи лекцијата. Они паднаа баш ради промена на тоа име, иако малку одложно ги фалсификуваа изборите 2020 преку институционална корупција. Знаете, ја напишав книга, ви ја покажував. И тоа се испадна како што напишав јас, веруј ми, морам да се пофалам. Сега, второ паднаа ради социјалата. И како можеш да се фалиш ради тоа што си ја изгубил власта и сега ти да викаш дека е тоа храбра одлука? Не, тоа е најмизерната одлука, тоа е најнемакедонската одлука, бидејќи е против најсветото, најсвоето, најмакедонското името Македонија. Значи, не ќе да научат лекцијата. Лекцијата број 1 им ја даде македонскиот избирач, македонецот. Лекцијата број 2 им ја дадоа нивните луѓе кога им рекоа нема конгрес во вакви услови. Не икат, они едноставно не ја гледат широката слика. Ја навивам за нив. Ја сакам СДС да се реновира, да се ресетира. Луѓе, имаме потреба, ќе видите, ќе сватете, бидејќи они мора да се една контратежа на ДУИ. Левица е се уште со недоволен капацитет. Ме разочаруват. Апсолутно, они мене ме разочаруват. Третата опомена. На брзина организираа избор на председател, ама многу смешен, ама многу нелегитимен. Ке се повторам, го кажав ова пред месец дена. Првиот председател на непосреден избор доби 50 кусури гласови. Тоа е Зајчето, Заев. Вториот е Ковачевски, со 30 и некои илјади. Третиот е со 9.000. Наместо да зголемуваат легитимитет, они намалуваат легитимитет. Тоа е жално. Башка процедурите, реакциите од останатите 3 кандидата. Значи, јас сум многу разочаран од СДСМ. Многу сум разочаран и ја не можам за нив да зборувам. Кои бре храбри одлуки, бре? А бре храбра одлука е да се соочи со реалноста. Овие што се во парламентот да го остапат местото на тие позади нив, претпоставувам се некои нови фаци, нови личности и таму има добри дечки, да се разбериме. Не, таму се труло. Таму раководството е труло. И да дојдат нови личности кои ќе дават, како да ти кажам, нов шмек на СДСМ, нова ведрина на социјалдемократијата во Македонија, бидејќи сегашната нема суштина. Значи, ни Х од храброст, они се последни, што треба да мислат дека се храбри. Они да беа храбри, требаше како вистински македонци да си признаат, а не сега го напаѓаат ВМРО неосновано, тоа е власта сегаш. Така да таа теза не им држи и ги води во погрешен правец, нив ги води, ама валјда ќе се најде некој јунак. Знаете како, народот македонски од време на време мора да изнедри некого, па еве нека биде и во опозицијата, за да колку толку биде достоен противник на професорот, кој да не забораваме 7 години созреваше, се печеше, го мава, го негира, ваков, таков, човекот ги изненади сите. Постепено таа интересна лидерска средба лани, ова време негде јули, август беше, почна да ги нокаутира еден по друг, иако и претходно се ги доби локалните избори, и еве го сега е лидер на Македонија и се надевам и во голема мера сум сигурен дека не води во правец на раст. Малку од малку социјалата да ни порасне, сиромаштијата да ја поднамалиме и да подзаборавиме и да создадиме услови за економски развој. Ако тоа ВМРО го направи во првите 2-3 години, ја мислам ВМРО е на добар пат. А не однапред да му кажуваме ВМРО застранило.
Епа за да застраниш треба да помине време. Треба, како беше, патот почнува од првиот чекор. Они не го изодиле првиот чекор, овие ги критикуваат. Не се они храбри луѓе, Јон, да ти кажам, они се големи кукавици, да си го смениш името е најголем кукавичлук. Како може, сега ќе те насмеам, ово сум го кажал пред 5 години, како може Сотир да биде Сефер? Па како бре, Јон, ајде да не кажам на тебе, обично на мене си ги кажувам тие работи. Како може Јон да биде XY? Не може, не може. Пред бите да го постави прашањето, само една обзервација да кажам јас, без да коментирам на тоа. Степениците на скалата се и закачување и за слегување. Очигледно од она што гледаме, СДСМ го одбра полесниот пат за слегување, само тешко му е да се качат нагоре. Браво, Јон. Браво, ја една метафора во обука што ја правев пред 2 недели, кажував освети ги прво речињата, па малку помалите планини, па потоа качете се на врвот во Македонија, Кораб, па Монт Еверест и така натаму. Значи, тука некаде, ја ти без да знаем сме на фреквенција. А да ти кажам и нешто друго. Ако се сеќаваш пред некој ден, кога даваше порака, морам да ја прочитам, не е моја, Шабан Трстена на нашите спортисти. Малку, ама тоа е тоа сега. Се надеваме со Борко Ристовски спортот ќе ни се смени на подобро, познавајќи го каков министер за одбрана беше као голман. Ја мислам ќе биде и добар министер за спорт. Кога Шабан Трстена рече, колку и да е силен ветерот, планината не се тресе. Ова е многу голема, не спортска, ова е филозофска мисла. Ова е македонскиот непокор и ми е драго што од Албанец, он ми е познаник мене, да ти кажам, уште од Југославија, да не забораваме, селектор им беше Насе Насев од Кочани и имав прилика да ги запознам. Значи, ова е голема, ова е за нас македонците. Па твоето качување и спуштање нашево, ова кажува дека планината мора да биде јака, ама треба и ние, а фактички планината сме ние, треба ние да бидеме. Па извини, Јон, СДСМ не беше планина. СДСМ беше кула од песок кој се распадна и ни го смени името. За жал. Како ќе го прокоментирате ребалансот на буџетот кој се наоѓа на расправа кај собраниските комисии и како гледате на состојбата на истиот во која го најде сегашната влада, како и неколку зборови за повикот до обвинителството од страна на премиерот Мицковски да испита што се случувало за да се дојде до оштета на истиот во висина од 500 милиони евра. Бети, морам да признам, не сум експерт за финансии. Не можам нешто голема елаборација или експертска или експертиза да дадам, ама знам дека ова е неминовен, тоа е по логика го знам, неминовен ребаланс, бидејќи буџетот е празен, македонската јавност не добила информации за некои позиции, поточно добила лажни позиции, новата власт затекнала, како велите вие, empty, battery low. Да, значи, празни позиции, да, празни позиции, и во таа функција на еден начин се и 500 милиона од Европската унија преку Маđарска и преку Орбан. За таа функција доаѓаше директорката на Светската банка, ако се сеќавате пред некој ден, неделава беше овде, па нешто краткорочно или мало, ама па и не е мало, извинете, 35 милиона, па ќе се активира сега оние 750 милиона кои се за 4 години, сега една слика да ви доставам, дадени од Европската унија со проекти и едноставно да се пополнат големите дупки од ненаменското трошење или снемување на пари, а тоа значи одземање на пари, сливање во приватни джепови сметки од македонскиот државен национален буџет. Значи, ребалансот е сосема на место, а за тие 500 милиона, ја мислам, веќе треба да се пријавени и веќе треба финансовата полиција и полицијава и Министерството, Обвинителството за организиран криминал да спроведуваат истрага каде се парите. Не заборавете како дојдоа на власт. Ке вратиле 4,5 милиарди што некој друг ги украл. Ке ставиле бројченик. Ни милиарди вратија, бидејќи не беше точно тоа. Ни бројченик ставија,
Па видите, ја сум обично оригинален тип, не сакам никого да копирам, ама ај ние да ставиме еден бројченик да видиме сега колку пари ни украле. Многу пари ги онда, знаеш. За овие 7 години си исцицани многу пари. Ако се спасиме до крајот на годината со само овој ребаланс да поминиме, ја мислам е добро. За другата година веќе ќе има прилив од дано и сега пазите. Сега треба она дисциплина во Маровска и не само во Маровска, собирање на даноци, да нема привилегирани, да нема прикривање на даноци, да се откриват и да се намали сивата економија, да се одданочи сивата економија, помалку знам, и да го наполниме буџетот. Ајде да се надеваме дека така ќе биде. Так, господине Костов, сакаме да расчистиме една тема која сите изминати години од подпишувањето на Преспанскиот договор па сето ден денешен, а тоа е темата за почитување и непочитување на Преспанскиот договор. Они од власта и нивните апологети, особено најсилен меѓу нив е аналитичарот Петар Арсовски, кој упорно на сите дебати го цитира членот 1 и ставот 5 и 7 од тој член од одредбите од тој договор, преку кои цитирања ги обвинуваат владините функционери и државниот врв, како и сите они други именувани и назначени функционери дека го прекршиле Преспанскиот договор со не изговарањето на наметнатото име кое сосила испротивно на резултатите од референдумот, како и со балкански методи го сменија уставот. Вие сте од правната фела и добро ги познавате работите, па затоа и ќе ви го поставам следново прашање. Во кој дел од договорот се посочува како почеток за задолжителна употреба на новата кованица, во одредбата каде што е поместен членот 1 и ставовите 5 и 7 од тој член, или пак во делот каде што се поместени завршните одредби, особено членот 8? Се тука имаме еден мал проблем, ама како беше тоа слаб сум на вас, па ќе отстапам од мојот принцип. Ја реков дека веќе нема да зборувам за Преспанската спогодба. Инаку направив правна, психолошка, социолошка, дури политолошка анализа и ја изнесува во моите настапи и еден ден ми пукна филмот, да бидам искрен, реков, не зборам веќе, едноставно не можам, ја изнесувам факти, од другата страна ми даваат флоскули, ми даваат глупости, она што им е нарачено од Европска унија, од грците и така натаму и така натаму. Ама сега ја ќе постапам мангупски. Значи, да ви дадам одговор, да одговорам на улогата на аналитичар, а да ве посочам на една работа и ќе видите дека не сум јас само бендисен човек. Со големо закаснување, од месец можеби и половина, прек синоќа, налетав на репризата на она емисија како и беше Заспи ако можеш, гостувањето на Тања Каракамишова после долги години. Беше одсутна, мојата пријателка. Те советувам тебе и Бети да ја најдете емисијата, да ја изгледате од почеток до крај. До сега, таква елаборација на словото, на членовите објаснување, вистинско толкување, според мене никој не дал. И Љубомир Јанев, ли како се викаше овој од Белград, нешто слично има дадено, ама он е малку порасплинет. Тања така гениално го објасни тоа и еве ќе ви кажам само сублимирано за што се работи. Никој не сака да го чита член 5, каде што многу тачно е кажано дека ниту еден член, ниту една реченица од таа спогодба не може да биде во спротивност на остварување и сега пазете. Демократијата, демократските права, слободата и правата на човекот се мисли во Македонија. И таа кажа вака, дека човеково природно право е прво да си човек и даде пример. А и ја го имам тоа зборено. Прво си човек, а потоа си председател на Република Македонија. Значи ти имаш прво права природни, што те следуваат тебе и кога сакаш да ги употребиш. Тоа е едното објаснување. Второто објаснување. Никој не им е крив и на пишувачите, и на подписниците кои се невалидни
од причини што не требаа да го потпише тој договор, требаше председателот да го потпише на Република Македонија, кои создадоа две Македонии, грчка, македонска. И се пазите што е точниот, еве да се употребам духот на таа спогодба. Ние имаме наша Македонија, они имаат нивна. Ова не е моје мислење, ама така е договорот. Они имаат нивна Македонија. Ние во нашата Македонија се однесуваме како што сакаме. И таму не случајно вели и македонец и македонски го употребуваме. Они за нивната си го употребуваат како што сакаат. Грците тоа не може да го сванат и они не се лицемери. Они се во право кога велат дека и за нив, за дел од нивната држава или актери, тој договор е штетен, бидејќи ние сепак го имаме правото на користење на името Македонија и се што произлегува од него. Ама нашите во Македонија не сакаат тоа да го сватат досегашни властодржци и нивни поддржувачи. Не знам колку бев јасен. Ќе ви објаснам со моето име. А ова втор пат го кажувам. Кога мене ме најавуваат, еве и вие кога ме најавувате, вие мене ме најавувате како Сотир Костов. Мене ретко кој ми вика во емисија и ми вика господине Сотир Костов. Мене ми викат или господине Костов, или ми викат Сотире, тие што ми се поблиску. Па сега вака. И јас сум го прифатил тоа и мене најчесто дома дури Сотка ме викат. И сега пазете, ние како користиме? Македонија, ја зедов во моите есеи да читам, да гледам, 80% го користам името Македонија, 20% го користам името Република Македонија. Значи, не секој пат и ние го користиме името целосно, она што ни беше и што е за мене, Република Македонија. Ние го користиме името Македонија. Затоа мене најчесто ми викаат Сотире или Костов. Па тоа е нормално. Јон, Бети, дали ме сваќате? Да. Значи, ние имаме, ама знаеш што, тоа е генерички поим. Ние имаме исконско право да си велиме во една прилика Македонија, во друга прилика за мене си е Република Македонија, а нашите државници, кога се обврзани во меѓународните односи, нека го користат и она што ја не го изговарам. И ја не им се љутам, ама едно знам. Сум имал контакти и со премиерот и со председателката. Живеат за денот кога таа спогодба или ќе ја откажиме, или ќе ја смениме, или влегнеме или во Европска унија, готово, менуваме све. Не постои. Значи, верувајте ми, ама сега они се на многу високи функции, на многу одговорни функции. Треба да внимават. Гледате ли што се заговара? Да ни се стопират финансиските токови од Европска унија. Па тоа е уцена, бе, Јон. Да. Значи, да се вратам на името. Како што мене ме викаат најчесто Сотир, така Македонија, Република Македонија си ја ословуваме Македонија. Тоа е право на председателката Силјановска, тоа е право на премиерот. Почнаа да го критикуваат премиерот, дури и мои некои си пријатели соработници. И вака велам, абе читајте му изјавата во собранието кога го избраа во целост. Ако читаме што кажа претходно, па како го кажа името, па како рече ќе се однесува во неговата работа со меѓународните односи, се е јасно. Значи, он треба сега еден меѓупериод да го преживее, во метафорична форма, Македонија конечно да им покаже на луѓето, и еве, тој во НАТО, знаете што употреби? Македонија, македонски народ, македонци. Значи, нема она са македонски, са Македонија и така натаму, и така натаму. Никој, он остана жив. Никој од лидерите не му замери. Дури, ако приметивте, ни Мицотакис него отпосле се јави, да не кажам као што. Јас само така го сваќам. Да се вратам на спогодбата. Верувајте ми, не, еве, ја имам овде сега, не сакам да отварам да ја читам, верувајте ми. Член 1, член 7, ставовите што ги кажуваш, ама и член 5, ама прости ми и сите членови, се читаат во контекст, се читаат еден по друг последователно. Едно е употребата за меѓународно, кога општиме на ниво, друго е секојдневната комуникација која не може никој да ни ја забрани. Не сакат едни усвиетени глави тоа да го сватат и секојдневно фрлаат отровни стрели против Мицковски и Силјановска да ги скршат. Колку знам, добро се држат,
добро се држат. Ето, некој измисли СРМ, се снаоѓаат. Ова власт мора наследи многу лоши состојби, наследи многу антимакедонски акти направени и да бидеме искрени, преку ноќ не може. Иако ја сакам преку ноќ тоа да се смени. Ке чекам, ке гледам, ке анализирам, ама односот кон Бугарија го гледаме стамен, кон Грција е бетониран. Од Бугарија има некои, како да ти кажам, светли работи, така надежни работи, ама тоа е технички пример, па сега не знам колку он има моќ тоа нешто да го подобри, ама еве Мицкоски кажува дека сака релаксирани односи. Ајде бе, и пазите, на двојцата премиери им кажува ја се сретнеме, едниот му подаде рака, се сретна, ама протоколарно, другиот бега од него. Знаете зашто бега? Фактите и аргументите се кај Мицкоски. Во неговиот тефтер, во неговата фасцикла, во неговиот файл, а Мицотакис нема факти. Он има диктат, не само бугарски, он има диктат. Заев им беше послушник. И не случајно Заев скапа нога, отиде у Латина за да порача, да даде пораки антимакедонски од таму. Тоа е дирижирано грчко. Не заборавете Киро Глигоров на 3 пати му нудеа мито. 3 пати ги одби човекот. Грилакис аферата. Значи грците работат со најнечестни средства. Они си го купија Заев. Сега мислам Силјановска тешко дека ќе ја купат. Касно и е незе. А Мицкоски то сега почнува кариера на власт. Тешко дека ќе се продаде. Ајде да веруваме дека ќе оде ова на подобро. И ете така, да се вратам. Значи, во договорот, во спогодбата од Нивице има такви правни формулации кои треба да се читат право. Треба некој се научи да чита, а потоа да толкува. Да се читат и толкуват во контекст. А контекстот е двослоен. Ако они велат нема употреба надвор и внатре, има. Не знаат и не сакат да читат. Од мене толку. Дали овој договор смислено е направен така да што секој да може да си го толкува по негово видување, кое толкување сребролюбците вешто го користат, при тоа покрај личната придобивка креираат јавно мислење на погрешно толкување? Не, овој договор тачно е дека е така вешто направен, да беше овој договор добар ќе го прифатија и пред него и Бранко Црвенковски, и Никола Груевски и другите, да не ги споменувам сега сите. Сега не сум сигурен дека е направен да го толкуваат секој различно, ама ние сме криви. Ние правниците што знаеме нешто, ги спомнав двојца Јанев, Каракамишева, Силјановски, сега да не ги редам сите, ние толкуваме според она што читаме. А ние читаме дека поимот Македонија за Македонија, во границите на Македонија е еден, а за границите на Грција е друге. Сами се криви грците за тоа. Затоа што ние зедува Беломорска Македонија. Они ни ги зедува македонците наши. Па сега толкувањето е такво, значи не им одговара. Додека беа Заев и Ковачевски, тоа никој не го збореше. Ние да се залагавме, ама немавме голема гласност. Сега доаѓа до израз, еве ви велам, ама верувајте ми, слушајте ја пажливо што кажува Каракамишева. Ми се чини дека таа кај нас говореше пред многу години, ние беше гостинка порано, токму во времето кога се потпишуваше. Добро, она едно време се повлече, ама, еве, објасни зошто се повлече, еве сега доаѓа и за мене ја даде најбрилјантната експертиза за овој пуста спогодба од Нивице. Европската комисија во последниот извештај констатира дека носењето на кривичниот законник од страна на владата на Ковачевски негативно влијае во борбата против корупцијата. Како гледате на овој извештај и зошто се уште се противи на намерата на владата за распуштање на судскиот совет и на советот на јавни обвинители? Бети, ова е морална, професионална и политичка перверзија од страна на СДСМ. Го гледам нешто, Филипче се меша во тоа, а очигледно се уште не назначил советници или добри советници. И они, знаете кој синдром го имат они? Они сега признават, сгрешивме. Ама така се сете се Заев како дојде на власт. Се извини на македонскиот народ, пази, тоа му беше добар гест.
Бранко му спука, тогаш уште беше моќен Бранко, цело СДС му се дигне и онја го повлече извинувањето. Не знам дали се сеќавате за тоа. Како не? Се обиди и Ковачевски да се извинува за време на кампањата, ама од кога паѓаше на власт. Падна, кога заврши изборите, ама паѓаше на. Сега, Венко Сиромаот, ни еден чекор нема политички као лидер, као он се извинува за законот кој неговата партија го донесе за да не биде гонети баш луѓето од нивни редови, да не речем и он, бидејќи се спомнува со 3-4 големи афери. И сега он ќе ни држи нам предавање за кривичен закон, тој се измените кривичен закон можеме и јас и многу поголеми експерти од мене за кривично право, а не тие кои го искранавија кривичниот законник, да ви кажам. Со ова тема се почнувам да зборувам во следново прашање, господине Костов. Ајде, повели. Дали со ваквиот однос Европската комисија застанува во одбрана на криминалот и корупцијата? Видите да ви кажам, Европската комисија кажа дека е грешка промената на кривичниот закон, ама тоа е декларативно. А ова, како се вртат работиви, испаѓа дека ти си во право. Значи, тачно е, на еден начин тоа е така. Тоа е така. Не може ти преку ноќ, пази, постои една група за реформа на кривичниот законник, ја води нашиот академик, кој 30 години реформи ни прави, Камбовски, и преку ноќ зад грб му, преку она министерката, заменик министерката од СДСМ што беше за правда, му поднесуваат измени, он као се оградува од нив, преку ноќ поминуваат, не знаеме кој ги дал. Па знаеме, Ковачевски, на својата заменик министерка, они на нивната пратеничка група, мнозинство со ДУИ и се амнестира однапред. Не ќе да им помене. Ќе дојдат нови промени на кривичниот законник, ја навивам да се вратат работиве. Не знам, ќе видиме. Така да, на еден начин Европска унија тука не беше енергична. Откако Европската комисија во последниот извештај, како што рековте, констатира дека носењето на кривичниот законник од страна на владата на Ковачевски негативно влијаело во борбата против корупцијата, новиот лидер на СДСМ Венко Филипче призна, како што и вие рековте, дека погрешиле со носењето на измената во кривичниот законник и сега предлага некаков нов кривичен закон кој бил готов од некаква си експертска група, а се ставате за оној кривичен закон кој во 2017 година најавија дека го започна да го работи Рената Десковска. Филипче побара од владата да го стави овој закон на расправа и да го изгласале со консензус. На што Мицкоски експресно му одговори дека нов закон ќе се донесе, но по европски стандарди, а не по нечии потреби. Како гледате прво на ваквото закаснето признание? Ви наликува ли ова како народната после свадба тапани, но и една друга народна изрека која е малку срамна, нема да ја кажам, ама ја знаете, она со каењето после тоа. Како гледате и на понудениот закон од Филипче, но и на одговорот на Мицковски? Вие да ви кажам, не само тапани изурли, после свадба тапани изурли прават они. Тоа ја не лицемерија. Тоа е подметнување. Тоа е сакат ова власт сега да ја стават така во некои недобри процеси, да се бави со нивен закон. Ги видовме 7 години што знаат, колку знаат и на кој начин имплементираат. Не. Они не се покажаа како партија на која законот е свет, а за да не зборам за уставот, бидејќи го скрнавија уставот. Па и со промената на кривичниот законник и него го скрнавија на правен начин, го разобличија. Ја му советувам јавно на премиерот Мицковски, ама апсолутно да не троши ни една секунда да размислува, да го разгледува тој закон. Видите ви кажам, јас за реформите имам некое малку интересно мислење. Мислам дека треба да се заблагодариме на реформаторите 30 години што ни го реформираа судството. Тука мислам судовите, обвинителството, адвокатурата, па ако сакате малку пошироко нотаријатот, извршителите и така натаму. И треба се заминат во еве ќе решам заслужена пензија. Неколку години посматрам напливот на нови правни кадри кои се сконцентрирани во неколку невладени организации, неколку правни бироа и еве излегуваат и некои нови лица од партиите како правници. Ја мислам тоа е доволен капацитет со помош експертска од дома и од странство да ни направат реформа на судството. Досегашните реформатори, простете, да има кој нив да ги реформира. Доста не реформираа.
Ниедна реформа еве се покажува не е успешна. Значи, оваа влада е нова влада, ќе си направи нова реформа, ќе си викне нови луѓе, ќе се ангажира нови експерти. Пазете, ако сакаме ние европско EQ, значи европско право, па ако треба и ќе платиме странска експертиза. Ние да ја направиме, ама тие да ја проверат. Што викаме ние? Да ја видат дали е окей, дали е во духот на европското право. Јас само така гледам напредок, инаку со досегашните реформатори дескоскаме, знаеме како се однесуваше и како министер, знаеме што ни направи, ја директно учествував во расправата за законот за јавно обвинителство, знаеме како ни изигра сите, седна 20 минути со нас, излезе на надвор, даде лажни информации за јавноста дека ВМРО ДПМН и одредени експерти го кочат донесувањето на законот за јавно обвинителство. Тоа е лага невидена беше. Еве го памтам тоа, бидејќи бев непосреден учесник во собранието. Значи, нови реформатори за новата реформа, за добро судство, за добро обвинителство. Старите реформатори нека чуваат малку дома внуци. Дали СДСМ со изборот на Венко Филипче за лидер всушност му го даде најголемиот поклон на ВМРО ДПМН и кон кој правец Филипче го трасира патот на СДСМ? Да, во првиот дел од прашањето одговорот е позитивен. Мислам, ВМРО и Мицкоски да бираа, немаше да изберат посоодветен кадар, нимше ми му одговара. Да, се согласувам, со нималку намера да го понижам господинот Филипче. Мои блиски луѓе секој пат ми велат дека бил прекрасен експерт, што ја во здравството, што ја не могу негирам тоа. Не могу негирам тоа, впрочем тој и произлегнува таква фамилија. Неговиот татко Чичо, тоа славните под наводници близнаци беа министри и така натаму, пред некои си 25 години и повеќе. Ама за политичар лично мислам дека има уште многу да учи и дека некако ги рипна скалилата и одма отиде на председател. Ама видите што е? Него го стави Заев председател, он се признава. Јас сум најдобар пријател со Заев. Па гледате се што ни се случува некоректност на македонската сцена. 6 и кусур години на Мицкоски крв му вадеа да се дистанцира од неговиот претходник. Никој не го потегнува прашањето за дистанцирање на Филипче од Заев и Ковачевски, кој знаеме што направија и за СДС и за Македонија. Па јом, праведно ли е тоа, јас да те прашам? Не. Не е праведно. Па нека размислат малку. Дали Филипче раководи сега со СДСМ или Заев и Струмичката компанија, ја би рекол. Значи, со ова ви кажа све. Така. Господин Костов, сакаме да поставиме уште неколку прашања, ако може во одговорите да бидеме малку. Кога не можело? Кога? Кратко, ајде. Така. На ова следно прашање вие нешто и одговоривте. На почетокот на неделава пратеничката од редовите на ВМРО ДПМН ги наброја преземените чекори кои што ги има презедена оваа влада. Пред да го слушнеме вашиот став за досегашната работа на владата, на премиерот Христијан Мицкоски, да слушнеме делот работите кои ги направи владата во првите 30 дена, а кои ги направи господја Дафина Стојановска. 25 јуни. Објавена инвестиција од Алказар Енерджи во вредност од 450 милиони евра. 26 јуни. Почеток на изградба на ново училиште во општина Киселавода. 27 јуни. Изнаоѓање решение за покачување на пензиите за над 300.000 пензионери во Македонија. 28 јуни. Прва владина седница со следни донесени одлуки: повисоки пензии и укинат факултетот за здравствени услуги во Струга. 30 јуни. Решение за 250 милиони евра за развој и капитални проекти на општините. 1 јули. Камен темелник за нова градинка во Бутел за над 200 дечиња. 2 јули. Одлука за укинување на економските директори. 4 јули. Започната реконструкција на спортска сала Партизан во Гевгелија и пуштен во употреба булевар од Гевгелија до граничен премин Богородица. 5 јули. Објава за нова германско-белгиска инвестиција во Македонија. 8 јули.
објавена американска инвестиција во Македонија вредна 35 милиони евра и 100 нови вработувања. 10 јули учество и обраќање на премиерот Мицкоски на НАТО самитот во Вашингтон. 13 јули преку 20 средби на македонскиот премиер и министрите од делегацијата со лидери држави членки на НАТО. 14 јули изнаоѓање решенија за финансирање и функционирање на клиничката болница во Штип и Кичевската болница, како и интензивни комуникации со соседни и пријателски земји околу добивање нивна помош и вклучување во гасењето на пожарите низ Македонија. 15 јули камен темелник на спортска сала во Лесковец Охрид, целосна реконструкција на улица на влезот во Охрид од кај Битола и започната изградба на целосно ново детско игралиште во Охридската населба Видобишта. 18 јули остварени повеќе билатерални средби помеѓу премиерот Мицкоски и високи државни представници на Европа. 20 јули поставување камен темелник за нова детска градинка во населено место Трубарево, општина Газибаба, поминат на влада и доставен до собрание ребалансот на буџетот за 2024 година. Повелете на кратко, господине Костов. Се е кажано, Дафина за мене одговори. Значи, ја ќе го поделам ово во два дела. Во еден дел ќе ги ставам сите средби меѓународни, вклучително НАТО, диаспората во Европа, покажува дека Мицкоски, ова коалиција владина и ова власт има и коалиционен капацитет, и капацитет за договори, и капацитет за средби, не е изолирана. Ајде тоа го тргаме настрана. Од Трубарево, преку Бутел, преку моја кисела вода кај што живеам, аеродром, Штип, Гевгелија, толку запамтив, се тоа нови објекти, се тоа темели или пуштање што се граделе, реновирале во работа објекти. А еве разликата. Луѓево работат, милионите да не ги повторувам, едни се дојдени, други ќе дојдат, трети се во најава и едноставно работата е тргната кон подобро. Толку. Господине Костов, како ќе ги прокоментирате нападите од страна на СДСМ и нивните се уште дежурни вотови на адреса на владината делегација пред се на премиерот Христијан Мицкоски за патувањето во бизнис класа и за тоа што син му Јован беше во Вашингтон за време на НАТО самитот, а не им пречеше кога за време на владењето на Заев, Ковачевски и Ахмети се празнеше државната каса со милиони евра? Ја такви работи не коментирам, тоа е дефокусирање, ама еве ќе ви објаснам како ја гледам на тие работи. Значи, кога еден претходен премиер ме консултираше како човек од воздухопловството, дали треба да го сменат владиниот авион или не, ја реков да, треба да го сменете. Неколку пати покажува проблеми, го приземјувавме, го сервисиравме и така натаму, треба да си купите нов авион. Ми беше одговорено, ќе не критикува народот. Па викам сега проценете, ќе ја издржите критиката од народот или пак ќе ни паѓаат авиони, ќе ни загинуваат председатели, не дај Боже и премиери. Се сум кажал со ова. Луѓе, сакаме политика, сакаме државност. Нашите политичари треба да имаат услови. Да престанеме барале коли, барале не знам што пасоши, ајде ви се молам. Ајде да ги одземеме колите на сите судии и обвинители. Неле така имаше изјава од една поранешна председателка на ДКСК. Ајде да им ги одземеме, бе. Ајде, нека одат со голуби писмоноши, ја реков. Нека пуштаат по голубите. Не, тоа е дефокусирање. Да нема луксузирање. Да нема искористување на средствата на државата за приватни цели. Ама знаеме кој тоа го правише. Премиерот Ковачевски си даваше на својата сопруга пари од буџетот, одеше да пие кафе као Орбан, а тоа го правил, замислите, бетики, тој не го правил. Ако се докаже, покаже дека премиерот прекршил нешто со патувањето во странство, јас сум спремен за критика. Ама ако се докаже дека тоа не е така, ја мислам дека треба да не зборуваме за тоа. А која класа, кој што користел? Не. Јас знам што е превоз авионски, јас знам што е превоз сообраќаен и воден превоз, ова е најсигурен, си има зашто постои бизнес класа, си има зашто постои економска класа, и ако ние имаме вип личности кои треба Македонија да ја изводат од калта,
не треба да им гледаме какви саати носеле, какви чевли имале или кои авионски карти им ги купувале. Си постојат служби за тоа и си има предходно направени овие тендери и нека си продолжат понатаму. Јас сум дури да се купе нов авион. Најсигурно, ама нов, не предходно користен како што беше овој предходниот. За ако сакаме да ни се долговечни премиерите, председателите и така натаму. Министерот за јавна администрација Горан Минчев потврди дека пресметките за вработување во државните институции спрема досегашниот балансер за вработување врз база на националната припадност се поништени. Од сега вработувањето ќе се пресметува само врз база на резидентното население во државата, а диаспората нема да може да се зема во предвид, на што реагираа од ДУИ, но и од ВРЕДИ. Како ќе го прокоментирате ова? Па видете, прво ми изненадува многу пријатно Горан Минчев, кој пред ден-два, мислам, го слушав, кажа дека од 127 барања, само 5 поминале за вработување. Сега малку ќе скренам за да ви одговорам на вашето прашање, другите ги вратил, билики не одговарање на реална состојба, на балансери и така. Браво, така се работи. Значи, еве зошто го напаѓаат, нека го напаѓаат. Нека покаже доследност. Нека покаже професионалност, нему и таква му е работата во тоа министерство, и ја мислам ќе дојдат резултатите и промените, ама знаете како? Промените се болни јом. Ние треба од некои работи да се откажиме и затоа го напаѓаат Горан Минчев. За мене најдобар можен став има Горан Минчев и само така, само напред, да се знае што е постапка, да се знае што е реалност, а не фалсификати, прикажување на македонци за албанци, на албанци за турци, турци за власи и не знам што, тоа го направи ДУИ. Сега, кој е најгласен во критиките ДУИ? Reject, ние во воздухопловството, иако сум пензионер, велиме reject, се одбива. А вие го знаете, јазикот и знаете. Единствената забелешка која би му ја дале е тоа што безпотребно го употреби наметнатото име со таа срамна придавка. Па тоа е разликата, види сега. Тоа е коалиција од 3 субјекти сега. Да не забораваме, јас се знам лично со Горан Минчев. Мислете дека сте лути. Сега, он доаѓа од социјалдемократска провениенција сега. Сега да се разбереме. Во таа коалиција имаме 3 различни позиции за името, ама кои сега за сега на еден начин се усогласуваат и не прават проблеми. Нешто слично имаш и кај Влен. Али треба да живееме со реалноста и да се трудиме радикално да ја смениме. Мислам дека си задоволен, треба да бидеш задоволен од одговорот. Лесно е да го критикуваме, ја не го изговорувам тоа. Ја ни името, ни буквата С. Ама ако, ако, нека знае дека е критикуван за тоа. Дека сме му лути, така. Ама се трудам да го разберам. Ја се иначе да го прифатам ни случајно. Може би навикнато уште кога ги поправаше Зоран Заев, кога ќе погрешеа, кога ќе рече Македонија, ова ги поправаш. Не, овие не се такви лицемери. Ви уверувам. Знаете како, но ова можеби Јон е најдобро одговорот на народната, не знам од каде потекнува, дали е турска, дали е македонска. За да го сватиш некој пат човека, треба барем 5 минути да му влезеш во чевлите. Толку, ама ова не е оправдување. Го држам твојот став. Се трудам да имам колку толку малку разбирање. За крај, како ќе ја прокоментирате одлуката на ВД директорот на управата за извршување на санкции Александар Пандов, да ги подпише барањата на неколку затвореници да добијат 30 дена прекин на издржувањето на затворската казна поради здравствени причини, пред се за физикална терапија. Меѓу нив се и Митко Чавков и Јане Ченто. Сега едно да ви кажам, најхрабар старт од сите има овој човек. Не случајно го велам тоа. Прво се зафати со затворската мафија, со најголемите криминалци, кои од криминал, од затвор управуваат со Македонија, кога е во прашање дрога, белоробје, за оружје немам информации. Значи, чачна таму каде што е најопасно. На 17 полицајци од затворската полиција колите им се изгорени, поради тоа што се обидели да стават ред. Овој ги чачна, ги фати и молим лепо и нека ги тера до крај, ја има мојата подршка и не само мојата, да го исчисти казнено поправниот систем
од лажни шефови, наркобосови, вакви, онакви, кои ни ги купуваат полицајците и за никаде сме. Так. Сега ова второво, чекајте, на сите им се даваат принадлежности, на сите им се даваат викенди, месечни, вакви, неделни, онакви, само на нашиве дечки од 27 април никој не им даде ништо и ги заборави. Го поздравувам, кога можела оваа катица да работи кај сини, која е невидено лицемерие, ви се молам, не ја најдоа на работата, зошто и нашиве луѓе да не вдишат малку слободен воздух. Дури мислам и дека касниме и он, дури мислам дека треба, сега слушаме што ќе ви кажам, да се најде обвинител, ајде ќе бидам коректен као тебе, Болс, кој има Болс, нема да го кажам македонскиот збор, да поведе, да поднесе барање за заштита на законитост, да се повтори постапката, да се добие честно судење и дечките кои лежат неправедно осудени за дело што не го сториле, да бидат ослободени, а да бидат истовремено оптоварени дека сториле лесна телесна повреда, учество во тепачка, напад на вип личност и тука негде завршува, некој вели имаше и тешка повреда, ја мислам немаше тешка. Добро, обид за убиство на села, ама тоа е една друга екипа и така натаму. Тероризам немало, терористичко загрзување на уставниот систем и безбедноста немало, нашиве деца тамо џабе лежат, мене ми е многу криво и мислам дека се ближи денот кога таа работа треба да се исправи. Ама треба некој обвинител со совест, кој има рацио, кој знае да размисли, да поведе таа работа. Так, да се надеваме. Господине Костов, причинивте задоволство како и секогаш. Ви благодариме, ви посакуваме успех во тоа што ви е во план периодов пред вас. Уживајте го викендов, честит Илинден, пријатно до слушање и довидување во некое догледно време. Честити за вас Илинден и во некоја следна прилика после мојата пауза од некој период ќе се видиме, ќе се чуеме. Да сте ми живи и здрави. Кога мислите вие дека е време да бидете повторно со нас и нашите слушатели? Да, не, па треба да се ресетираме, треба малку да се и пододмориме, а и треба и нови фаци, јас сум многу реален. Напомнете ги батериите. Пред се мислам на себе. Себе нови личности малку да дојдат, еве ги гледа имам. Младите не може да предпоставите искусните, бидете сигурни во тоа. Добро, ви благодарам. Поздрав и благодарам. Поздрав, се најдобро, живи, здрави. Довидување и секое добро. Исто и за вас.